Изгубивме финале на Евровизија, најдовме илјадници твитови кои беа на сметка на IQ. Хејтањето е главна карактеристика на оние кои тастатурата ја користат како средство за искажување на своето мислење, се со цел да се создаде еден сајбер надпревар за што по-хејтерски и креативен твит. Не се ни сомневавме дека сето тоа ќе помине без твитови и статуси за комплетниот настап на нашите евровизиски представници. Па да започнеме со ред. Први ќе ги цитираме македонските јавни личности кои кренаа два прста и пишуваа збор-два за оваа се евровизиска церемонија. На Евровизија годинава и фали магија, пишал Александар Тарабунов. Се уште стојам на тоа дека на Евровизија треба да ги пратиме Љубојна со Џамбо Агушев и Васил Хаџиманов, да ја згрмат леномори, да направат пепел таму и да си ја чукаме главата како ќе организираме Евровизија во Борис Трајковски, пишува Ина многу фина. Панчо пак два статуси за Евровизија ги адресираше до МТВ. Хејт или вистина? МРТВ, вие сте срамна национална телевизија на чело со катастрофалната делегација која се банда некреативци. И во вториот не ги поштеди. Браво МРТВ, и оваа година имавте феноменален избор за да не представува на Eurovision Song Contest. Ама не е до нас, вас, а стварно бевме најдобри. IQ за секогаш. Новинарите удрија по МРТ и делегацијата која ги предводи IQ. Поздрав до читачите на МТВ, до сега скоро, ако не и цела Европа ја видовте. Аман, до година барем една земја скратете и вложете во сценскиот настап. Бар диско топка колку да има нешто да се врти. Когревчиња беа. Стои на статусот на Александра Тимковска. Има некој наш новинар или медиум во Лисабон освен оние од МТВ? Прашува Александар Наков. А твитерџиите не ги штедеа прстите. Распалија по се што го содржи зборот Евровизија. Кога политиката ќе си најде место во музички фестивал, звучи вака. Барате влез во финале, а самите сте свесни дека тоа не беше дел од планот 369. Ке пројдеме во финале, зборено е со Кодзијас. Предлог закон, Македонија да не се пријавува повеќе на Евровизија. Или пак овој твит кој се однесува на водителката на МТВ. Тотално разочаран од водителката на МРТВ, очекував дека со доаѓањето на СДСМ, нашиот јужен сосед, у најмала рака ќе стане нашиот пријателски сосед. Не ни заслужуваме НАТО, ЕУ со вакво понашање. Ја да ви кажам. Околу настапот на IQ беа прилично креативни. Очајно ни фали продукција што ќе го смисли целиот настап. Видовте колку ни се израдуваа што ни заврши песната? Легендата вели дека следи дисквалификација доколку не кажеш Thank you Europe, после изведба на песната. Крајот ќе го завршиме славно со овој твит. Разбудиме кога ќе заврши твитањето за Евросонг. Разбудете не повторно кога ќе дојде Евровизија. Очигледно тогаш креативноста преку тастатура е најинтересна. И запомнете, важно е да се прошета, ова и да се учествува.